Ко ме гледаш така? Не те гледам. Значи јас лажа. Добро. Си за едно бричење? Джабе, ќе даеш една банка, целиот ќе те таснеш. Ќе дадам, ќе дадам. А да дадеш две банки, бе? Ем ќе те избричам, ем ќе те подстрижам. Добро. Добро, а? Па иđi да не те бричам. Да ти дадам јас тебе две банки и да ти пророкувам. А да ти ја учукам една? А да ми ја учукаш една и кур да не ти дреме. Маме сте си ебали. Значи, маме сте си ебали. Сите сакате да се бричите, а никој не ќе да знае што го чека. Добро, што народ ќе бевте? Мене не ми е јасна една работа. Нели ве интересира што ќе биде со вас? Дали ќе има нова војна, дали ќе има земјотрес, кој ќе дојде на власт? Кога ќе умрете? Колку деца ќе имате? Знаеш ли колку работи имам да ви кажам? Толку многу работи имам да ви кажам. А никој не ќе да праша. Ајде, прашај ме нешто, слободно. Ајде, прашај. Прашај бе да му ебем матер. Како се викаше мајка ми? Надежда. Нема врска. Па нема врска, бе. Фала Богу дека нема врска. Јас сум пророк, не гледам тоа што било, гледам тоа што ќе биде. Еве ти, например, не можеш да умреш, така? Па не можеш, нормално е, баго. Ти мислиш тоа така е, можеш да умреш кога ќе ти прдне на курот. Абе, ти си прашал ли некого? Си прашал ли некого? Еве мене, например. Кој си бе ти? Што кој сум јас? Ти кажав кој сум јас. Јас сум пророк. Само маскирам во бербер. Ама ајде да видиме кој си ти. Ти си Кузман, така? Човекот што не може да умре. Тебе земја не те прима. Виде? Не е до мене. Не, до мене. А што па ти толку си запнал да умреш? Не сум запнал. Јас сум умрен. Мене ме стрела. Стрела?
Кој те стрелаше? Прво ти. Што ќе ми се случи утре? Утре? Утре ќе се наоружаш и ќе тргнеш на пат. Кој те стрелаше? Моите. А зашто те стрела? А зошто јас треба да се наоружам? Затоа што треба да се бориш. Зашто те стрела? Мислам дека јас сум виновен за тоа што изумреа сите деца. Со кого треба да се борам? После ќе ти кажам. Докажи што станало со децата? Ништо особено. Во последните 3 месеци изумреа сите деца. Свештеникот рече дека јас сум виновен за тоа. А ти што мислиш? Заради тебе ли умреа децата? Имав многу жени. Убави жени. А не ми се дигаше на жени. И ништо. Свештеникот рече дека треба да одам да се помолам во црква. Јас отидов, се молев и додека се молев видов една фреска на светица. И? Со кого треба да се борам? Со еден што свири на пушка. Еден со коса. И? Кој е човекот што свири на пушка? Еден со зелена коса. И што се случи кога си ја видел светицата? Ми се допадна. Ти се допадна. Кажи ми за човекот. Само ќе ти се каже. Ти се допадна, и после? И после ми се дигна. Ти се дигна? Да, ми се дигна. Добро бе, ти се дигна, тоа го кажа. И после? И после се соблеков гол. Јаебел. Знаев, јаебел. Кај ти текна, па ти си блеса. Кај ти текна да се ебеш со светица. Не ми текна, ми се дигна. Заради погледот. Не го тргна погледот од мене. Помислив дека ме сака. Дека ме сака страстно. Како жена. И помислив дека е природно да се соблечем пред некој што ме гледа страстно. И се соблеков. По неколку дена почнаа да умираат децата. Свештеникот рече дека на фреската имало солзи. Рече дека светицата почнала да се свети заради нешто. Признав. И падна жал за децава. И ме стрела. Моите. А кога би умрал, има ли некој кој би плачел по тебе? Има. Една жена. Една жена? Добро. Види се, ова за човекот што свири на пушка. Тоа е чувар на стаклениот град. Во подрумот на градот, на еден ѕид се испишани сите човечки судбини. Таму ќе најдеш твојата. Ќе ја прочиташ и после ќе знаеш што треба да направиш за да можеш да умреш. Да, ќе заборевиш, за да влезеш таму, ќе мора да го убиеш човекот со зелена коса. Ајде. Нема да ми кажеш што пишува на ѕидот? Па јас да знаев што пишува на ѕидот, ќе те праќав ли до таму? Еј, што народ ќе бев тебе, што сем.